вечерва тимот на Hype Македонија има задоволство да присуствува на уште еден интересен евент по повод полнолетство на Убавина и здравје. 18 години, убавина и здравје. 18 години полнолетство. И тука се наоѓаат многу ликови од нашата естрадна сцена. А ние сме тука да ги прашаме дали тие го паметат својот 18-ти роденден, како и да поразговараме за многу актуелни и пикантни теми, па затоа останете со нас. Ајде со нас. Даниел Преубав, како и секогаш, кажи ми како се поминуваш денеска на 18-тиот роденден на Убавина и здравје? Искрено си поминувам одлично, вакви настани се секогаш одличен повод да видиш драги луѓе на едно место. Им го честитам роденденот, им посакувам уште многу успешни години работа. Они се еден медиум кој трае покрај сите овие Инстаграм, рилови и се останато што оди онлайн како нели пишан медиум, така да им честитам и им посакувам уште многу години успешна работа. Можеме да кажеме дека они се од 18-ти роденден и тоа е нивното полнолетство. Дали ти текнува тебе на твоето полнолетство и како го прославите? Искрено не можам да се сетам бидејќи не сум некој кој слави родендени, мора да признам дека од оваа година сум решен тоа да го променам. Сметам дека треба да ја користиме секоја прилика за нешто да прославиме, убавите работи да останат, да се одбележат, така да ќе зборуваме следната година за оваа година како ќе го прославам роденденот, а на 18-тиот искрено не се сеќавам. Периодите на матури, на свадби, кажи ми, препун ли си со работа или имаш малку време за себе? Овој период мајка е нас е секогаш хаотичен, некако се работи без ден за одмарање, меѓутоа е стварно задоволство да се соработува со млади убави луѓе. Матурантките се секогаш предизвики, искрено. После овој месец некако следи онаа сезона на свадби, ние како припрема. Ја добро се припремив, имаме работа, нормално работиме, твориме и се забавуваме во секој случај. Морам јавно да кажам дека Даниел ме спрема, ми ја спрема шминката, ми ја спрема фризурата за секој мој хайпкаст. Да го поздравам и да му кажам дека он е најдобар. Мислам дека тоа сите го знаат. Јас ти благодарам на довербата, ти знаеш колку јас приватно те сакам и те почитувам и ви посакувам многу успеси понатаму. Ала ти премногу, имам уште две кратки прашања за тебе. Тоа е дали знаеш дека Македонија се враќа на Евровизија, какви се твоите мислења и кој мислиш дека е потенцијалниот кој што може да представи Македонија во најубаво светот? Ние имаме толку талентирани уметници, реално да несомнено кој да не представува е подобро од колку никој, така да го поздравувам многу тој потек дека некој ќе не представува воопшто на Евровизија. Би рекол Антонија Гиговска дефинитивно. Добро вечер, Тоше, кажи ми како си поминуваш вечерва? Добро вечер и навистина прекрасно дека име среќен роденденот, полнолетни, така да преубава забава и како што доликува нив и низ годините кои што ги организира. Тука сме на 18-тиот роденден на Убавина и здравје, тие слават полнолетство. Кажи ми дали ти можеби се сеќаваш на твојот 18-ти роденден? Па на мојот не баш, а на моите деца сигурно се сеќавам, така да мислам дека беше многу поодамни, по-други времења, така да денешните прослави се малку мислам подобри отколку тогаш. Така да многу одамно беше. На кој начин се поразлични од тие претходно? Па рекол различно беше и другарството и дружење. Мислам дека беше многу поискрено тоа другарство, бидејќи фактот дека ние бевме 11-12 другари и се уште исти се дружиме после 30-35-40 години покажува дека било некој искрено пријателство. Денеска знаеме како е другарството, Инстаграм, Фејсбук, запознавање и многу е поразлично, но сепак други времења убави се овие времења, така да нормално е тоа. Убавина и здравје, дали Тоше користи некои производи за убавина и без што не излегува од дома? Па конкретно нешто не, но без креми, например, ниту легнувам, ниту излегувам креми за мирзливе, бричење оно што е нормално, што е убави парфеми секогаш сака да мирисам убаво, така а некои посебни креми или нешто мислам дека се уште немам потреба, али кога ќе дојде ден сигурно ќе користам. Дали сметаш дека убавината отвора врати и дали таа навистина отвора врати, а карактерот е тој што ги задржува тие врати отворени? Да, внатрешно убавени и отвора и затвора врати. И физичко е нешто што само може првично да не привлече, но потоа тоа што го имаме внатре, тоа е дали некој ќе задржиме да биде до нас или дали ќе го тргнеме од нас да биде. Сепак мислам дека треба ние како луѓе да работиме многу повеќе на себе, да се сакаме самите себе, па да може да ги сакаме сите околу нас. Така да таа внатрешна убавина е пресудна според мене.
Натворешната доаѓа од внатрешната убавина. Убаво и треба да внимаваме на себе и нормално и треба убаво да изгледаме и убаво е кога изгледам убаво. Ја например се трудам колку што можам поубаво да изгледам. Имам 48 години, 2 пати во ден тренирам, пазам на исхрана, навистина внимавам многу, но сепак како што работам физички, така работам и ментално. Гледам да почитам колку што можам повеќе книги, да изслушам подкасти од убави луѓе, да отидам на конференции кај што можам многу да научам како за себе, така и за моите најблиски, така да мора работа, како внатрешно и така надворешно. Вау, каква ова лепота, какво е ова издание? Да. Стварно е чудно, што дури и сама уште се прилагодувам на тоа што го носам. Но мислам дека го давам најдоброто од себе и мислам дека можам да го износам и ова. Така да, што и да е, добро дојдено е и еве го носим. Одлично, комплимент од жена на жена, прекрасно, значи да не го менува стилот од сега натаму. Тамарче, како си ми кажеме? Супер, прекрасно, работно, тука сме со баш преубава енергија, со колеги, колешки, се дружиме и стварно треба да има многу повеќе вакви настани, кај што можеме сите да се соединиме и да си споделиме меѓусебна енергија. Бавина и здравје се едни од ретките кои што можеби 2 до 3 пати во годината прават вакви прекрасни настани каде што можеме да се дружиме, да се забавуваме, естрадните личности. Кажи ми, што им посакуваш? Еве, денес слават полнолетство. Да, баш полнолетство, само им посакувам да продолжат да го прават тоа што го прават, да ја негуваат македонската музика како што го прават тоа, поддршката на македонските артисти, супер го прават тоа. И нека се множат годините, нека продолжат со се што прават. Самото време по себе ќе им донесе се што они си замислуваат. Така да само да се следи процесот, другото мислам дека е се јасно. Самото ќе си дојде. Тамара, дали можеби ти се сеќаваш на твојот 18-ти роден ден, кога ти наполни 18 години? Леле, не. Стварно не се сеќавам. Можеби беше кафана за прв пат, да се обележи влегување во повозрастниот свет, но не би знаела точно што се случувало на мојот 18 и сигурно сме пиеле доста алкохол и сме се расположиле. Тоа било хайлайтот на нашето дружење, така. Не знам друго. Тамара, имаше нова песна, можевме сите да го видиме и видеозаписот и се. Честитки пред се, ти благодарам. Како си ти задоволна од тоа твое издание? Стварно сум, навистина сум. Прво пред се, ете да не се повторувам, но стварно се надминав себе со се што направив со тој проект. Мислам дека многу брзо го пуштив од себе, го дадов на луѓето и на публиката. И више сум во скроз друго расположение и друг муд, каде што спремаме нов проект, спремам дует со Јасмин Алиевски. Ќе снимаме доста интересен спот сега за некое време ова лето. Така да ќе имаме нов летен хит, можам да најавам дека е на српски јазик. Така да ќе пробаме малце да се расшириме и кон нашите соседи. Но стварно баш е летна регетон песна, која што верувам дека ќе биде слушана и дека ќе си го најде местото и на нашата естрада. Така да сите интенции се моментално кон тоа насочени и да. Многумина спекулира за кој е дечкото со Тамара, кој е срекникот, па кажи ми, ете, може ли официјално да откриеме кој е или сепак, ете, ќе оставиме така? А чекај, кој дечко, пош имаше пош? Еден од тие повише. Еден од тие, не, Тамара е слободна, стварно моментално сум насочена кон кариера, кон музика, слободна сум како птица во лед. Љубов во мене секогаш има. Се поретко и се повеќе размислувам на делот како ние ги дефинираме работите, дека сме во врска или дека не сме, или дека сме заљубени или не сме. Јас само би го дефинирала, треба да има љубов секогаш, без разлика каков е статусот. Така да ќе се насочам кон тоа, нека има љубов без разлика каков е статусот. Уште нешто да те прашам, деновиве актуелна темата дека Македонија наредната година ќе биде повторно на Евровизија после 5 години. Кој е твоето мислење, дали ете ти се гледаш како представник, можеби? Да, тоа ми е ново. Никогаш претходно се немав замислено како дел од таа сцена, но баш последниот период многу интензивно размислувам околу тој момент. И се надевам, имам желба дека еден ден ќе бидам дел од таа сцена.
поминуваш денеска на 18-тиот роденден на убавина и здравје? Нека бе среќен роденденот, како и секогаш и оваа година направија прекрасна манифестација. Морам да кажам дека некој ми пиша порака, но тоа не е битно. Не, морам да кажам дека последен месец искочив од дома, што се вика, и сум навистина среќен што тоа место е баш убавена и здравје. Сакала да те прашам, бидејќи еве само можеме да кажеме дека е полнолетство на убавина и здравје, дали се сеќаваш ти на твоето полнолетство и како го прослави? Да, тоа е 2020 година короната, која беше го прослави во една скромна атмосфера, како што, нели, тоа го налагаше законот поради короната, али беше лудо и незаборавно. Кажи ми ти, имаш твоја емисија, снимаше твоја емисија Icon Show, зашто имаше некој прекин на емисијата и зашто еве сега повторно се враќаш на таа сцена? Која е причината? Тоа што јас да не бев, имаше да постојат многу тука вие што ги снимавте. Јас бев првиот во Македонија што направи YouTube емисија, не ќе мога да звучи егоистично, но тоа е фактот. Тоа доказите може да си го наведат своето, нели? Се враќам пошто публиката ме сака. Публиката ми пишуваше реферати, ме бара публиката и ќе се вратам за нив. Полюбат за сите мои фанови. Се случи дали имаше некоја поголема причина? Здравствена причина беше во прашање, има проблеми со моите црева, фаза пред операција. Во октомври може да се оперирам ноември, но се надам дека нема да дојде до тој степен. Сега со лекарство го лечам тој проблем. Тежок период поминав, ми падна и коса од стрес. Ама многу работи се насобра, попуштав на многу лоши луѓе од нашата сцена кои што работев кај нив. Icon Show се снимаше во едно студио на една армија на едни медиокритети. Поздрав само до мојот пријател кој што не е од таа група на медиокритети, не ме испочитува, затвореници ме навредува, така да одлучив малку да се повлечам, сватив дека фалам и сватив дека публиката е мојот живот. Се надам дека се ќе се среди здравствениот проблем и дека ти повторно ќе се враќаш со целиот твој, како да кажам, со сите твои сили назад. Ти ми даваш инспирација, кога те гледам колку си убава и талентирана, напредуваш, имаш емисија твоја, ќе посакам сета среќа на оваа планета да те прати, тука сум од секое време за тебе, како и да секој наш пријател. Фала ти премногу. Би сакала да те прашам уште едно кратко прашање, тоа е дали знаеш дека Белисима? Ај кажи ми мислење за неа. Како е облечена денес? Она е како и секој што е облечена, јас не сум скромен, јас го кажам тоа што го мислам. Јас мислам дека она е најбавата жена, што веќе е баба во Македонија. Белисима, кажи ми како си помина на спотот на снимањето со соткаристика? Многу беше интересно, многу беше убаво, искрено чест ми беше што бев дел од таков проект, бидејќи нашата генерација израсна со неговите песни. Мое беше задоволството што сум таму и искрено преубав хит, певлива песна, нема нешто реално сладка што прави лошо, така да го видовте и сподот, мислам дека е прекрасен. Ја доловува приказната што ја раскажува тој за екскурзијата, за абсолвентска и баш и таму го снимавме спотот, преубаво си поминавме и многу во искуство. Кратко прашање. Македонија, не знам дали знаете, се враќа на Евровизија. Кој мислите дека е следен спремен да представи Македонија во најдобра светла? Барбара Поповиќ. Кој се дел од мислењата? Да, се согласувам и со него. И двете субави, згодни, талентирани, мислам дека се прекрасни млади вокали, така да заслужуваат една светска сцена како што е Евровизија. Моментално ни пее Барбара, точно двете ми се пријателки, ги поддржувам во нивната работа, преубаво изгледаат, не е убавината пресудна за на Евровизија, имаат глас врвен, така да треба да отидат. А може и како дует, зашто да не? А може ја и ти, зашто да не? Не, тоа не се случи. Зашто да не? На нека модна писта ја и ти ке се Ма појави. добро тоа, да. Кажи ми како си вечерва, како си поминуваш и како им го честиташ полнолетството на убавена и здравје? Проминувам прекрасно, секогаш на забавите на убавина и здравје одлично, има добра енергија, убави луѓе, затоа што се поретко имаме вакви настани кај нас, така да ми е задоволство да присуствувам. Не често, али на вакви настани кај што сме добре дојдени, соработка имаме одлично. Дали се сеќаваш ти кога наполни 18 години? Се сеќавам кога наполнив, ама не се сеќавам дали сум славел. Сигурно некако денешната младина која што прави као да, не знам, се качели на месечината, едноставно, али треба да се слави. Например, во Србија полнолетството се слави секогаш како матура. Меѓутоа во мое време, да кажам, пред 20 на години беше другачие, малку поскромно од денес. Дали се допаѓа денес како прославуваат родендени, матури, полнолетства?
Па ми се допаѓа, да, секое време носи свое, меѓутоа ако не си во можност, мислам дека не треба да даваш толку значење и по секоја цена да славиш за после тоа да плаќаш долгови. Вечерва изгледаш прекрасно. Кажи ми колку време ти требаше да се спремиш и што носиш на себе? Ако веруваш дека во 10 до 6 завршив со работа, во 6:30 тргнав за Скопје од Штип. Значи пола час буквално спремање на брзина, тоа веќе е рутина во секојдневието. Претходно нормално обираш стайлинг и тоа е тоа. Дали ти е важно како изгледаш и што мислат другите? Не ми е важно што мислат другите, а за себе ми е важно како изгледам, затоа што првенствено работата што ја работам, се занимавам со убавина, нормално мора да внимаваш на секој детал и чисто да бидеш среден и според прославата, односно според пригодата на која што присуствуваш. Дали пратиш брзи модни трендови? Брзи модни трендови, не знам на што мислиш конкретно. На фест фешн, на трендови што искочат на социјалните мрежи. Пратам се што ме интересира и што можам да прифатам, меѓутоа по секоја цена не користам се на себе, односно не се претопувам во секој моден тренд. Евче, кажи ми како си вечерва, како си поминуваш и како им го честиташе роденденот на убавена и здравје? Значи, јас се поминувам прекрасно, прво затоа што претходно бев дел од тимот на убавина и здравје, затоа од сето срце им честитам 18 години, уште 18 минимум да се слават понатака во иднина. Енергијата е преубава, јас сум малку изморена, можеби се гледа тоа, ама прекрасно се поминувам и се расположив, искрено кога стигнав тука се расположив. Дали можеби ти се сеќаваш на твоето полнолетство и како го прослави? Леле, моето полнолетство беше малку хаотично. Знам дека уште живее во Тетово, го прослави во Тетово во една дискотека и бевме многу луѓе, големо друштво, ама толку искрено. Толку само се сеќавам, знам што имав облечено едно како карирано комплетче, жолто со црно, ама тоа е тоа. Каде ти е поубав животот моментално, во Тетово или во Скопје? Искрено во Скопје повеќе се пронајдов себе си, иако Тетово си го сакам премногу и јас си одам во Тетово често да си ги посетам и моите фамилијата и блиските, но во Скопје не знам, цело време сум се навикнав тука, работата ми е тука, новите пријатели ми се тука и така, затоа го избирам Скопје. Вечерва изгледаш прекрасно, кажи ми колку време ти требаше да се спремиш и дали ти е битно како изгледаш? Фала ти многу. Искрено вечерва не се потрудив до толку многу кој што знам да се потрудам, беше малку на брзински така елегантно, но по-effortless, што би рекла. И ми требаше околу 45 минути, зашто и сама се шминкав, косата сама ја направив, се облеков и така. Дали пратиш брзи модни трендови? Искрено, за некои работи да, но не до толку. Не сум секогаш во тек, но знам кога точките се во тренд, например, затоа сега кога бев во Италија си носев точки, тоа е сега модерно и ноктите ми се со точки. Може би некои такви работи, ама не премногу. Како се помина во Италија? Преубаво, искрено, Милано некако енергијата ми се поклопи со градот, модата е преубава, луѓето се многу топли и сигурно би отишло уште еднаш. Добро вечер, Анастасија. Кажи ми како си, како се чувствуваш вечер? Добро вечер, како може да се чувствуваш на ваков настан, освен фантастично? Прекрасно изгледаш, мора да те пофалам. Кажи ми колку време ти беше потребно да се подготвиш? Благодарам многу. Па, фустанот веќе ми беше спремен. Шминка и фризура некаде околу 2,5-3 часа. Тука сме на 80-тиот роден ден на убавина и здравје. Што ќе им посакаш за полнолетство? Па, с оглед на тоа дека ова е голем јубилеј, прво би сакала да им честитам на јубилејот. Полнолетството за мене значува зрелост, така да сметам дека тие се зрели во однос на тоа што се број еден списание во Македонија. И би го посакала тоа да остане така уште долги години, многу успешни години, уште многу насловни страници, ексклузивни интервјуа да имаат и брвни и верни читатели. Дали ти го памтиш твојот 18-ти роден ден по нешто? Да, но не беше толку одамна 18-тиот роден ден, ама го паметам по тоа што не сум сакала никогаш нешто специјално за такви јубилеи. Го паметам по тоа што бев со најмилите и тоа ми беше доволно. Знам дека многу се грижиш за твојот изглед и за убавината, па без кој производ Анастасија не излегува дома? Без кој производ за убавина?
интересно прашање. Без јај за усни, но има уште еден производ, а тоа е заштитен фактор, бидејќи сметам дека тоа е за жената, барем еден од најважните продукти без кои не смее да дозволи, затоа што лицето и тој глоу треба секогаш да ги негува. Дали сметаш дека убавината отвора врати, а карактерот ги задржува тие врати отворени? Доста интересно прашање. Па би рекла дека убавината е она визит картичка, кога им ја даваме пример на клиентите или така да се изразам, но карактерот е дефинитивно клучот или она што алатката со која што потпишуваме долготраен договор. Дали тебе надворешниот физичкиот изглед те влијае на тоа дали ќе се чувствуваш убаво? Дефинитивно да, бидејќи не дека надворешниот изглед е најважен, но сметам дека преку надворешниот изглед ја покажуваме нашата дисциплина и колку тоа всушност се грижиме за себе. А дефинитивно тоа ни ја крева самодовербата и како тоа ќе се движиме низ некојата целиот ден. Јас знам дека ти многу вежбаш и тренираш и на тој начин се грижиш за твоето здравје, но ве кажи на кој друг начин се грижиш за физичкото и за менталното здравје? Па како што рече самата за физичкото здравје преку теженски тренинг, преку дисциплина, а во однос на психичкото здравје би рекла дека не губам толку време, освен кога станува збор за работа. Вака знам да се оделам од дигиталниот свет, да си дадам време само за себе. Преку читање исто така, медитација, читање квалитетна литература и пишување. Онака си ги ставам мислите на хартија. И тоа доста помага. Дали пратиш TikTok трендови? Да, но и не би рекла. Искрено, јас самата немам TikTok. Вака кога другарки ќе ми препратат нешто, јас сум целосно верна на Инстаграмот, може би old school, ама целосно таму ми е и работата и се. Благодарам многу, Анастасија, за одвоеното време. Благодарам на тебе. Јордановски, кажи ми како си вечерва, како се поминуваш и како им го честиташ роденденот на убавена и здравје. Искрено одлично се чувствувам, преубав ивент, за прв пат сум овдека, значи 3 месеци дури сум на сцената, така кажано. Благодарам што ме поканија и посакувам уште многу долго да го слава тоа. Дали се сеќаваш ти на твоето полнолетство и како го прослави? Моето полнолетство го прославив дома, беше карантин, така да ковидот тогаш беше на сила и не го прославив буквално. Колку време ти требаше да се спремиш за вечерва и што носиш? Па буквално 2 минути облеков прво што најдов, го прочитав дрескот елегант, само се облеков во дело и тоа ништо специјално, не ми требаше ништо посебно се спремам, околу 5 минути. Дали пратиш брзи модни трендови? Не, искрено јас малце со модата си имам проблем затоа што гледам едноставно влагам у продавница што ми се свиѓа го купувам, па после гледам како да го искомбинирам. Дали ти е битно како изгледаш? Како изгледам у смисла на физички, да, така за облека нешто и премногу не, искрено не се замарам, не пратам некои модни трендови. Како мене што ми како се чувствувам ја најубаво, што ми тоа и у моментот облечам, тоа и го облакам на крајот на денот. Вечерва тука со нас е и Стефанија. Стефанија, кажи ми како се поминуваш и како им го честиташе полнолетството на убавена и здравје. Добро вечер, многу ми е драго што ве гледам тука присутни на забавата. Си поминувам одлично како и секоја забава на убавина и здравје. Им честитам 18-ти роден ден, среќно полнолетство, убавина и здравје. Нивните забави се секогаш безпрекорни. Дали можеби вие се сеќавате на вашето полнолетство и како го прославивте? Како не се сеќавам, беше голема забава во средно школо со моите другари од средно. Незаборавен е тој настан. Вечерва изгледате посебно, специфично и екстравагантно. Кажи ми, како дојде до идејата за овој аутфит и колку време ти требаше да се спремиш? Аутфитот, искрено да бидам, го има веќе, не ми требаше припрема долго време, меѓутоа според дрес-кодот елегант пробав да го имплементирам во мојот личен стил и ова е цело дизајн на Стефанија Насеска. Дали пратиш брзи модни трендови? Пратам, да, морам да кажам дека не сум имун на брзите модни трендови, ги има насекаде и никој не може да остане имун. Меѓутоа се обидувам тие брзи модни трендови да ги имплементирам во сопствениот стил. Симона, добро вечер, прекрасно си облечена. Кажи ми, како денеска се поминуваш на овој 18-ти роден ден од убавена и здравје? Добро вечер, Марија, фала ти многу и ти изгледаш прекрасно. Искрено, многу убаво, многу забавно. Времето ни е погодено, иако сме вака надвор на
на отворено, убава атмосфера, преинтересно. Можеме да кажеме дека полнолетството на убавина и здравје, кажеме дали ти се сеќаваш на твојот 18-ти роден ден и како го прослави? Искрено многу добро се сеќавам, бидејќи беше во короната, кога не смееше да се слави, мислам нели собирање едно друго, го прославив, сепак скришно, но само по тоа си го памтам 18 роден, нормално, мал круг на луѓе, моите најблиски и по короната го памтам, за жал или за среќа, да. Можам да кажам дека до сега скоро сите си што ги прашавме, сите го прославиле во короната. Изгледа така, си не погодила. Кажи ми, црвена боја омилена ти е? Искрено не, розова ми е и верувај дека многу ретко имам црвени работи во мојот плакар и не сакам да сум црвен кармин и денес се решив малку да експериментирам, да се пробам, зашто да не и еве. Не знам колку знаеш, но Македонија се враќа на Евровизија. Кажи ми, дали кој мислиш дека би бил добар представник за Македонија да ја представи во најдобро светло? Искрено, Антонија Гиговска, според мене, не знам, таков стил, добар глас и мислам дека е доста представителна и може многу добро да не представи. Според мене е тоа. Колку години се занимаваш со танц? Искрено, добри 17-18 години, односно кога знам нели за себе, на некои 4-5 годинки почнав со танц и еве веќе се уште се занимавам, играм во кабарето. Така што јас сум искрено доста време со танцот, уживам во танцот и сакам тоа да го правам и... Дали до крај на животот би била со танцот? Додека можам, додека не искочат, нели, да треба дете понатака, тогаш нормално дека нема да можам, ама... После тоа пак може нешто, да, зашто да не, ќе го учи мама. Фала ти многу, Симона. Фала и на тебе, исто мило, ми беше убава вечер. Предраг, денеска си прекрасно облечен, кажи ми, се вратили конечно од Србија? Ти благодарам, Марија. Да, еве, после долго време сме повторно во Македонија на еден преубав настан како што е убавина и здравје. Кажи ми, како се чувствуваш и како се поминуваш тука на 18-тиот роден ден на убавина и здравје? Искрено има предобра атмосфера, како и секоја година се инновативно прават и тоа е многу добро. Браво за убавина и здравје, браво за трудот кој што е вложен. Ова е стварно една многу добра организација на светско ниво. Полнолетство е, можам да кажам, за убавина и здравје, зашто 18, дали се сеќаваш ти на твоето полнолетство и како си го прослави тој роден ден? Искрено ти кажам, моето полнолетство и не беше баш најсјајно, таа година баш доста проблеми имав и го прославив така скромно, али мислам дека како минат годините се подобро и подобро оди, така што и не е толку битно да го прославиш тоа, идат подобри години. Морам да те пофалам, преубаво ти стои плава коса, како одлучи да го променеш тој имидж? Фала ти многу. Искрено ти кажам, тоа се деси една вечер во 2 часот ноќеска, јас листав Инстаграм и ми искочи Бет Бани со плава фризура и си реков зашто да не го направам тоа. На фризорот во 2 ноќеска му пишав дали може утре да ме правиш, дојдов, ме направи и еве мала промена. Ама мислам нема многу долго да потрае. Искрено преубаво ти стои на очите дека ти се зелени со плава коса преубаво и шалот морам да го пофалам. Па види се трудиме, мора да го испочитуваме настанот и да изгледаме достоинствено како што и доликува. Кажи ми, дали знаеш дека Македонија се враќа на Евровизија и кој мислиш дека според тебе е потенцијалниот кој што може да представи Македонија во најдобро светло? Искрено ти кажам, да, знам, конечно се враќа во овие балкански делови. И можам да кажам дека според мене единствен представник кој што заслужува да биде, тоа е Барбара Поповиќ, затоа што има извонреден вокал, извонреден изглед и мислам дека ватрена е, така што како и низината песна што кажува ватрена, мислам дека би ја запалила таа евровизиска сцена. Сето останато не, евентуално Антонија Гиговска, мада јас сум за Барбара.